Пченката е значајна житна култура која потекнува од Америка, од каде се проширила во Европа и низ целиот свет. Со оглед на хранливата вредност и цената, пченката во голем дел од светот е основна храна, односно храна која во обемот на производство ги надминува пченицата и оризот. Сепак постојат доста различни видови на пченка, а најпознатата пченка која се употребува во човековата исхрана е така наречената шеќерна, но постојат и повеќе други, како на пример онаа за добивање на пуканки. Од пченката се прават и палента, најразлични типови мусли, чипсови, масла и слично. Тоа со едноставно збројо секој може да го произведе. Значи, зима се семе од аптека и се саде на нива. Еднаш се копа и после се наурува. И после нормално пушта и бере се. Колку време му треба? 3 месеца. За млад клас, а за стар на 5 месеца. Значи младо да го береш 3 месеца. Пченката е една од омилените на граѓаните, па тие често знаат да ја приготват. Купувам варени, печени, во тенџере правам си мамуруска со пепел. Јас ја викам мамуруска. Варени. Па варени, па печени. Пченката на градскиот пазар во Штип денес ја немаше многу, но побарувачката голема, а цената 30 денари за класт. Градскиот пазар изобилуваше со повеќе видови овошје и зеленчуци, а цените беа следни: компир 35, кромит 30, банана 80, мандарина 60, лимон 90, зелка 15 денари за килограм, прасот 200 до 250 денари за сноп, домат 80, краставица 60 и спанак 50 денари за килограм.